Со приватни и државни автобуси, членките на Унијата на жени на ВМРО ДПМН дојдоа во Скопје да го прослават 17-тиот роден ден. Велат најголемото оружје на оваа партија е жената. Најголемата сила на ВМРО ДПМН. Унија на жени. Унија на жени. Да. Од општина Новац. Од општина Новац. Да. Тука сте своеволно сте. Да, тука сум со моите членки. Таргето го надминавме, супер. Да. Салата самите гледате, ја наполнавме. Што очекувате денеска да ви порачат? Ова е знак да му докажеме на СДСМ дека ќе ги победиме. Ќе ги победите? Да, гарант. Со 63 пратеници. Добра, сега кога сме тука околу СДСМ, па веќе го спомнавте. Да. Дали вие ги имате прослушано снимките кои што СДСМ ги објавуваат? Да. И верувате во тие? Ништо, не. Се е монтирано, се е лага. Макар нака има може и 10% вистина, ништо поќе. Се е лага, гарант. А не ли сметате дека еден најмал криминал, како што викате вие, дека и 10% да е сепак криминал? Или? Не, ни 10%. И тоа го повлекувам дека и 10% не е. Со колку пратеници ќе победи? По моје, 6-7 гарант. Жената е главниот столб во општеството и воопшто во семејството. Да, а задоволни ли сте од тоа колку е жената застапена како во партијата, така и во Па не власт? сум задоволна, се надевам во иднина дека ќе се подобро односите маж-жена, дека и жената треба да дојде на по-сигурно место, бидејќи таа има свој... А од каде сте? Од Кратово. Кратово? Да. Тука сте организирано сама? Така, да, организирани сме, да. И што верувате дека ќе се случи на наредните избори? Па ВМРО ДПМН ќе победи со голема победа, бидејќи има многу направено партијата, многу проекти реализирано за младите, за постарите, за сите генерации воопшто. Значи ВМРО ДПМН е голема сила. Најголемата сила на ВМРО ДПМН е секако народот, меѓутоа ние како составен дел на ВМРО ДПМН Унијата на жени сметаме дека имаме огромна улога во процесот на одлучување на народот. Сметате ли дека жената е доволно застапена во партијата или во државата? Сметаме дека е доволно застапена, меѓутоа секогаш ќе се бориме за повеќе. Тоа е нашето мото, затоа што жената може буквално да одговори во сите сфери на општествениот живот. А што мислите дека какви ќе бидат изборите, следните избори, како ќе биде резултатот? Резултатот е повеќе од очигледен, победа за ВМРО ДПМН е. Добро. Сега кога сме тука, мораме да ве прашам нешто друго. Дали ги прослушате вие разговорите што ги објавуваше опозицијата? Да, ги слушав чисто од љубопитност. Верувате во тие? Не верувам воопшто во живот. Сметам дека тоа е чиста реклама, поточно антикампања на СДСМ, затоа што во отсуство на вистински програми и идеи како да се подобри животот на народот, се трудат подпомогнати од надворешни сили како да едноставно да го обезвреднат целото работење на ВМРО ДПМН, единствена партија која мисли и работи за народот. Добро, ако ми дозволите уште едно прашање. Поверете. Како ви се чини вам цела ситуација и така наречената под наводници хајка околу министерот Димитров? Па нема што воопшто ни да коментирам, доволно беа снимките што повторно излегоа, значи целата таа смешна монтирана ситуација говори повеќе за себе од што јас да си земам за право да толкувам. Иако славеа жените, најголемата чест му припадна на првиот маж во партијата, Никола Груевски, кој се чекаше над 1 час за да започне роденденот. Пречекан со громогласен аплауз од присутните во звуците на партиската химна, Груевски се смести помеѓу мажите за кои првите редови од роденденот на женскиот огранок беа резервирани. Се појавија високи функционери како Сашо Мијалков и неговиот брат Владко Мијалков, потоа Никола Тодоров, Спиро Ристовски, Владко Ѓорчев, но и познатите поддржувачи на владеачката партија, докторката Аспазија Софијанова, актерката Јелена Жугиќ и блогерот Бетмен. Дојде и функционерот кој последните скандали не го прославија по односот кон женскиот род, но одби да го коментира својот случај. Господине Спасов, Кај што има да кажам. Забавата на Унијата на жени пред Груевски и партијата ја започнаа хорот од македонска опера и балет, како и пеачите Наум Петрески, Владо Јаневски и Сашо Гиговгиш. Пред самиот почеток на манифестацијата, токму председателката на Унијата на жени, Даниела Рангелова,
го организираше сместувањето на жените, но таа и видно расположените повисоки функционери не беа достапни за коментар пред камерата на Нова. На денешниот собир не забележавме делење сендвичи, но и оваа партиска екскурсија очигледно им се допадна на членките на Унијата. Многуте од нив убавиот ден го искористија за понекоја фотографија од партискиот собир.